Техничка влада и оставки од Заев и Спасовски побара лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Откако, како што рече, институциите потврлиле и дозволиле обвинетиот Сашо Мијалков да избега од правдата. Мицкоски ги повика претениците од власта и опозицијата да ја поддржат иницијативата на ВМРО ДПМН за недоверба на владата. Со тоа вели ќе се отвори можност за формирање на техничка влада, која до есен ќе создаде терен за одржување на кредибилни предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Спасовски ќе остане запаметен како најенергичниот бранител на криминалот, на чие чело е Заев. Но неговата оставка не е доволна. Уште поважно, потребна е оставка на целата влада веднаш. Формирање на експертска влада, која ќе има задача да го стопира слободниот пат на државата и заедно со локалните да организира и парламентарни избори. Само така ќе дојде и правдата и оваа мафија ќе биде изведена пред лицето на правдата. Мицкоски вели дека ВМРО ДПМН дало рок од 24 часа за да види резултат од истрагата за бегството на Мијалков. Но бидејќи институциите молчат и си ја префрлаат топката, тој јавно побара за случајот да се огласат и од МВР, од владата, од судот и обвинителството. Кога ја нацртав линијата во ВМРО ДПМН дека компромис со криминалот не правам, тие што се така научени, веднаш се соединија со тие што прават криминал. Затоа, најдобар пријател на Зоран Заев станаа така наречените иницијатори. Доброто е што се собраа сите на купче. Лошо е што хараат по државата и плячкосуваат. Додека Министерството за внатрешни работи на Оливер Спасовски пишува казни на народот и се фали секое утро колкави казни и колку казни напишале на народот за неносење маска, Сашо Мијалков го пуштија да им избега со милионите. А миновие арами им доаѓа крајот. Лидерот на ВМРО ДПМН вели и одговорност мора да има бидејќи граѓаните бараат правда. Тој ја обвини власта дека во изминатите 4 години се покажала како неспособна да спроведе реформи во судството и образованието. Оти не успеала да организира кредибилен попис на населението, а освен фалби и најави во земјава вели се уште не стигнала ниту една нарачана и купена вакцина.